Почетокот на летото се надеваме дека ќе биде барем потопло од другите останатите лета и вака ќе се шеткаме, ќе си правиме прошетки. Денеска во друштво сум со Чичко Спасе од Охрид. Еден староседелец, ако можам да кажам, во наводници нормално. Може така те наречам староседелец оде во Австралија? Па може, зашто да не, јас сум веќе долго време тука. Ево, 42 години. Значи сум повеќе животов во Австралија него ли во Македонија, во Охрид. Која година Чичко Спасе дојде прв пат? Прв пат дојдов во 80-та година, јануари. Ко се родив јас? Кој се роди ти и Павел. И Павел, Колку што е Павел стар, толку сум и јас во Австралија. Пријател на твој. Годините си врвет. Па добро е, знаеш. Ево сега се вратив од кај нас, одам скоро ката година кај нас. Како падна одлуката за да се дојде Австралија? Имав, што сам на случајно ти кажам. Знаеш, во тие години 70-тите до 80-тите се живееше кај нас добро, знаеш. Мислам, имавме работа, многу луѓето немаше големи пари, али имаше да се живее, да беше и повесело ваму таму, знаеш. А зошто луѓето бегаја ако можеше да се живее? Па видиш, слушај, луѓето бегаја, повеќе бегаја луѓето од руралните места, значи од поселата. Од поселата, од битолските краишта, од Охрид, ретко имаше, јас кога дојдов, со радар да ги бараш немаше охриđани прави, нешто. Беа од поселата, нормално, знаеш. Екзистенција. Чичко Спасе, од кој дел на Охрид си? Јас не сум охриđанец, али сигурно охриđани ќе гледат. Од кој дел на Охрид си? Јас сум од Охрид, татко ми беше од Охрид. Од кој дел на Охрид? Беше по потекот од Лескоец, село Лескоец, старото село, Горно Лескоец. А мајка ми моја е генемалка од Битола, битолчанка. Али јас сум роден во Охрид, брајка ми во Охрид и значи долго време. Знаеш. И идајнето беше, имав тука роднини од тетка, од татко ми, сестра. Па тој тетинот почина, едно време почина, го донесо да го закопет кај нас. Со тие брачеди ми живее многу, нешто ше како деца мали пред да заминет. Па ме прашаја дали би дошол, дали сакам да дојдам во Австралија, знаеш. Тој бев млад, помлад, со музика се занимава во Охрид, па и сакам да ја прошетам во Австралија, гледај, знаеш, на Сиднеј во концерти, на живо гледавме таму, нешто овие светски групи што идеја, знаеш. Реков јас да опрашам татко ми со страв. Знаев дека нема да ме пушти никако, ама туристички. Па го прашав вама, само туристички дојдеш да прошеташ добро, ако не, иначе нема шанси, зашто ќе рече луѓе во коле го пушти синот на печалба, а имаше и мајне таму, имаше доста, зафатен беше, разбираш. И така. Оде кај се сместивте кога дојдовте почетокот? Се сеќаваш? И татка ми тука во Анклив. И тука седевме доста мало, неколку месеци, па потоа мојата жена беше од Мешаишта. Незините беа во Волонго. И после се поред, работа, сите ти работи. И се укопив малу по малу. Првата работа што беше тука? Првата работа ми беше што работав од кај нас, јас иначе завршив кај нас аутолимар, во Галеп работав. Само што завршив школа, ојдов војска, после војската. Одма неколку години, 5-6 години поработав во аутосервисот во Галеп и дојде време да се дојдев тука. Од тогаш до сега и до ден денес работам исто. Професионално сега, да. Сега сум пензионер. Работав 50 години и со сискајна си овде по истата струка. Неколку години со музика, во кафани свиревме доста време. 4-5 години. Имаше добро беше тогаш, луѓето сите работаа, имаше пари, бакшиш фрлеа, ова, она, али и то се заврши. Можеше да се заработва поќе од автолимар или од музика тогаш тоа време? Случај, не, од музиката е лотарија, знаеш како ти е, кафана, свириш, ќе дојде луѓе ако бакшиш од нешто, ова, она, еден ден свириш, викенд, али работа си работа.
Разбираш? Посигурен си, се родија Павел и Стефан синоите и тие тука се уште сега работат, се средија убаво све. Го наследи некој занает од автолимар? Стефан малиот сакаше да тој заврши кај мен има в гараж мој. И кога заврши после не сакаше да продолжи да работа, пошто има доста работа, а малу пари. Овој занает не е веќе платен овде. Малку пари тогаш во тоа време или сега? И сега нема, ако си млад мајстор, ако не можеш да му направиш работа на газдата, нема пари, мало. Има и доста од нив, на секој чекор ги има овде во Австралија. Да, ама сега умират овој занает. Порано имаше во школото тука во овој техничкото што имаше 4-5 паралелки, сега немало ни една, баш со Стефан вчера правевме муабет. Во Волонго оделе сите умират занаетов овде, не од тие причини. Значи треба да бидеш брз и квалитетен. За да го стегнеш то, ти треба години. А едно дете што ќе заврши занает со 4-5 години, немој да биде така квалитетен и брз, а газдава треба да му плаќаат убави пари, саурите веќе немаат работа. И затоа децата млади сега се одат на граѓевина, одат на електрика, одат на карпентари, како ги викаат кај нас, не знам, водоводжи, кај што имат зидари, Се менват времињата, кај што имат појке пари. Работат вистина, ама и земет. Иначе со еден обичен мајстор за аутолимар, едно дете младо, многу мало зема, не му стигви за него да помините. Јас имав тотално погрешна слика за тие автолимарите. Мислев дека работат добро овде. Не, да работат, како што кажав, значи после 10 години искуство ако има некој побрзо, некој она, и ако му правиш добра работа и брза на газата, ќе ти дај ти пари, разбираш. Сакаш? И колку време поседовте овде? 80 дојдовте? Колку време? Ти 80 знам дека дојдовме. еден период имаше кога се вративте назад. Што ве натера да одите назад тогаш? Па јас завршив, ние се вративме назад 91-ва, па реков не сакам повеќе да се мали деца да ги одам кај нас, знаеш. Да научат и мало јазикот, и школа, и не сакам да се вратам тука. Имав занајатот, алац, однесов таму. Реков и таму веќе другари ми кажува ти да е ваму, тогаш беше оня Марковиќ, тогаш и Господ ќе дал позајма таму. Па ојдов, сите кујката ја направив, се заврши кујката, разбираш, и то. После неколку години отворив таму гараж мој сервис, аутосервис, имав доста работа, али онај системот наш, Која година правиме муабет? 93-та. Онај системот наш, уште луѓето наиш навигнати на она старата навика. Абе, колава ми е за праење, ќе ми помогнеш и јас ќе ти помогнам. Знаеш, оние работи, келепуджите се појавија, разбираш, а кој беа тие докторите, полицијата, сите што имаа пари, келепуджијата, да се Значи никако да ме нападна, никако немаш пари да му земиш. Абе, слушај, мене ме знаја таму, значи во Охрид, Ресен, Кичево, Битолат, тие она, нека убава работа му правев, па ќе дојдеше, например, доктор, ја удрил колата, разбираш, и сега јас му ја правам, нема проблем, ами, не знам, како се вика, преку луѓе иде, свекаш. Се јас тогаш за колата мораше доам Грција материјал да набавам во Лерин, пошто може со австралискиот пасош, и да му бркам работа на луѓево. Ке му направев колата, а пари сега? Абе, добро, ке се најдам и јас, доктор. Абе, како ке ми санеш јас 30, како ке ги ранам, ајде, ево работа ти давам малам. Ами што потрошив пари, материјал од Грција, ова, она, тебе од работата за да ми се најш ти кине од платата? Ке ти кинат не. Јас барем парите мои не ги давате назад. Сега се менвид, народот веќе навиквит на новиот систем, светски, веќе не е како што беше порано. Сега секој сака
брат, она сирените со пари, знаеш, она не е како порано, абе, Мислиш дека има голема разлика од порано? имат. Може не голема, али има некоја разлика. Имат доста разлика, да, имат. Имат разлика во однос на луѓето веќе се раздвижени, работат онакве кои што работат имат и таму. Тоа нема нигде пари печалба. Али кои што работат, си молчи, си ја бркат работата и кола си возите една, две, а луѓето сите се таму, живеат како во Кувајт. Некој што не знае да дојде во Охрид на лето и ќе рече овие луѓе колку се богати. Сите по 2 телефони во џепоите, седат кафи, по цел ден по кафичите седат и да дојде некој странец ќе рече како не верве дека овој народ нема ништо. Чешко спасе, некако ова звучи доста добро, ама поинаку луѓето кажуваат од таму дека се уште не чини ситуацијата. Абе, не чини ама и доста луѓе ја напуштат државата. Што е проблемот? Политика, проблемот е политика. Слушај, јас кажам да одиш да одмориш како човек, иначе таму иднина нема некоја јака иднина, се уште немаат корупција, имаат голема. За млад човек не. Не би, кога би бил јас млад, пак би си ошол од таму, знаеш. Би си ошол? Да. Немаат, ако не си во тие политички партии, ова, не можеш никако да успеш. Што мислиш дека е најголемиот проблем таму? Слушај, проблемот таму е, како што рековме, разбираш, политиката, корумпираност, која партија на власт име своји банди луѓе ги запослед нивните луѓе, овие други на улица. Кога дојде тие, истото го прават, разбираш. Значи, треба да чекаш 4 години, ако му се продолжи мандатот 8-10 години, што ќе правиш? Не можеш да добиеш работа, не можеш. И плюс, све што беше способно за работа, за било што завршија факултет, сите избегаја си ајде. Останаја само кодошите, багабонтите, неработниците и пензионерите. А зашто е? Тоа е прилика. Добар мајстор, ако е ова, си одвин дека работат за бабино здравје таму. Разбираш? Кој мојот пари да земит поеќе ваму. Деци, тоа е. А иначе за одмор, како што ме праша за животот е измена многу, не е веќе она како што беше и у словенското, она државно, што велеше Чкајлја. Волим овој режим, плата иде, а ја лежим. Нема тоа веќе. Ако не работаш, немат пари. И тоа. Мене ме убаво, одам се гледам, имам стари другари, пријатели се, кои идат од Германија, кои од Америка. Ке се видиме и си врвиме добро, знаеш. Овде со пензија не можеш да живееш. Нема шанси. Ако ти немаш твоја куќа исплатена, да не плакаш кири, разбираш, кирија ова, она, не може, како ќе живееш со $500 неделна кирија, кога $450 плакаш пензијата $550, а $400 треба кирија да платиш. Со $100 што ќе правиш? Треба да јадеш да пиеш. А тие пари кај нас, живееш богато. Сега има договори, можеш, ако сакаш стално да ти даде државата таму, нешто ќе ти скинет, мала работа, и пензијата ти е таму, месечно си ја земаш таму, али направија пред некоја години ова, секам Груевски, која беше некој договор тука со лечењето, го губиш австралиското лечење. Ако случајно се вратиш назад, ти може да се вратиш во секое време, али тоа доживотно го губиш правото на лечење. И многу луѓе така избрзаја, ајде да си помлад дојш таму, ме разбираш, и таму имат лечење, и таму имат доктори, нормално, ќе си плаќаш, разбираш. Али многу луѓе така, онакве, идат после овде барат помош, државата не ги лечи, треба да плаќат пари. А тоа е многу скапо. Сега може 6 месеци да живеам, јас, например, ако сакам 6 месеци, да сум таму, 6 месеци овде, и да ми е све, да не ја губам пензијата, што се вели, да не ја давам. Има туба и услови, ама зависи од човекот. Значи, луѓето треба да знаат дека во Австралија пензијата не стига. Доста луѓе мислат дека пензионерите земат големи пензии во Австралија. Таа е добра пензија за во Македонија, или за тука? Да, ама слушај,
Слушај, пензијата, сите се Австралија знае, затоа и самите домороци, овие австралци, што се бегат во околниве земји. Например, одет во Фиджи, одет во Банкок, одет во други кај што е многу поевтино и живеат таму со пензијата. Овде нема да обстане пензионер. Како што реков, ако немат куќа и она куќа како ќе да платиш кирија, има државни овие, ама и во државните станови веќе никој не живее, таму е све луда куќа. Ако се двајца, например, пензионери, можда подобро да биде малку? Ако се двајца пензионери, може да живеат, едната пензија да оди во кирија, ама скромно, никако. Не, тешко. И Чичко Спасе, кажи ми за крај како ти си ги врвиш пензионерските дани овде во Австралија? Вака, јас како што ме најде овде, секој ден, после дома нешто гибам, се занимавам со коливе, сега моментално правам овие олтајмери, стари коли полека. Кога идам тука, по 3-4 сати, се движам покрај океанов, аеродромот тука, музиката се слушам и мозокот го пуштам на пасење. И морам да те прашам, некој сигурно ќе ги интересира, во Австралија пензионерите колку можат да заработват, а да не влијае на нивните примања од државните примања што имаат од пензискиот фонд? Нешто имат, например, законски мислам дека е, до скоро $200 на 2 недели можеш да имаш прилив некој. Секој $1 повеќе мора да го пријавиш и тогаш ти се намалува пензијата. Значи не се работи за многу, само $200 на 2 Сега недели. луѓе да се снаоѓаат на други начини, ме разбираш? Некој. Како пензионер многу некои проверки не прават, мора луѓето тој што се подвижни мора да живеат, да обстанат, иначе што ќе прават? А нашите македонците, како што не дал Господ снаодливи, ќе се снајдваме. Ќе се снаоѓаат, ќе чепнат не дека тој што сака да работа, тој што дембел од човек дембел, нека имат пари кафе да се напијат од пензијата. Имај си убав ден. Фала ти многу. Благодарам. Фала, поздрав до сите. Поздрав, пријатно.